Со експерименталниот проект со елементот лорандит, кој се наоѓа во рудникот Алшар на планината Кожув, частицата неутрино и сончевите зраци може да се дознае за активностите на Сонцето во последните 5 милиони години. Неутриното како частичка на атомот се истражува од 30-те години на минатиот век. Досега се направени неколку проекти кои работат на детекција на тоа дека неутриното потекнува од Сонцето во Америка, Канада и Јапонија, Русија и Италија. Професор доктор Блажо Боев, ректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и експерт во рударството, рече дека станува збор за ретки проекти за истражување на неутриното, а меѓу нив е и Лорекс проектот, кој работи на принципот на природниот минерал лорандит и затоа проектот се нарекува Лорекс, спој на името на минералот и зборот експеримент за истражување на овој минерал. Станува збор за релативно поевтин проект, истакнува професор доктор Боев. Ке работи на тоа да ги следи реакциите кои случуваат на интеракцијата на Сонцето, на неутриното од Сонцето со минералот лорандит кој се наоѓа во Алшар. Значи се одредуваат траговите, неговите трагови на интеракцијата. Станува збор за интеракција на неутриното со лорандитот кој содржи во себе талиум. Во реакција на неутриното со талиумот се генерира олово 205. Ние буквално во таа количина на лорандит имаме намера да го измериме олово 205 кој потекнува само од таа реакција, од никоја друга реакција. Бидејќи Алшар е наоѓалиште старо 5 милиони години, тоа значи дека и лорандитот пронајден таму е стар 5 милиони години. Со тоа очекуваме дека ќе утврдиме активноста на Сонцето во последните 5 милиони години, изјави професор доктор Боев и додаде дека во моментов во Универзитетот Гоце Делчев се подготвува апликација до германскиот и австрискиот фонд за наука за продолжување на Лорекс проектот. Добиените публикации ќе бидат објавени и тоа ќе биде еден од најфундаменталните проекти кои во овој дел на Балканот или во Европа во моментот се истражува. Досега не бил многу афирмиран, бидејќи нема конкретни резултати од мерењата. Се уште не го правиме тоа, бидејќи конкретните резултати се уште ги немаме мерењата. Реков, преговараме со јапонските лаборатории во Јапонија кои што може да се вршат такви мерења за да обезбедиме материјал, веќе се наоѓаме на 70% од количината на материјал што треба да се обезбеди. Значи треба негде околу килограм материјал, веќе имаме 700 грама. Се надеваме дека во текот на оваа година ќе обезбедиме уште 300 грама да го обезбедиме целокупниот таргет на метите кои треба да се мерат во Јапонија и мислам дека брзо време ќе има резултати од тој фундаментален проект кој е исклучително важен проект во делот на развојот на науката. За краток временски период, според професор доктор Блажо Боев, за 2-3 години, кога треба да бидат направени финалните мерења во делот на придонесот што го има неутриното, ќе се знае дали ќе се остварат очекувањата од овој фундаментален проект кој е од исклучителна важност во делот на развојот на науката.